Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, почитувана публико. Добро дојдовте на вистинската фреквенција на телевизија Вистел. Да бидам искрен, четврток, 7 септември 2023 лето Господово, не случајно седмицата се коинцидира со сето тоа што и за мојата маленкост која еве 7 години пауза или на изолација медиумска, сепак благодарност за неговото високо преосвештенство, владиката Петар, кој ги отвори ширум портите за вистината, за гласот на народот, меѓу другото, кој е составен дел на сите нас, каде и да сме, во светот и дома секако. Боли вистината во секој случај. Вистината е поим од врвно значење во области како филозофија, наука, право и религија. Оглавно се разбира како склоп на факти и израз на она што постои, што може да се утврди. Наспроти, лагата, која го представа она што не е и што не може да се утврди. Затоа и јас само овој мал вовед, а претходно да и благодарам на госпоѓата Валентина Божиновска со прекрасниот незин придонес, да речам, за шпицата на ова емисија, која ќе биде составен дел на вашето живење и вашето битисување и убавата музика на Вангелис. Самата порака на ова музика и ова најава ви дава за право да никогаш не пожалите што ќе бидете зажалите на ова фреквенција, бидејќи таа ќе го задржи вашето внимание. Ден спроти 32-иот роден ден на независната Република Македонија. Ден кој го очекуваме сите заедно исплотени да го одбележиме како втор, односно, ја бих рекол и трети Илинден, имајќи факт дека Република Македонија стана независна, без испукан куршум, бидејќи докажа дека држава која ги има сите атрибути како современа држава која, да бидам искрен, не го милуваат познатите аналитичари, познавачи, да го признаат, а тоа е фактот дека Македонија е конститутивен елемент на светската организација. За подсетување, господинот Чучков, како представник на Емануел Чучков, како представник на ФНР и на тогашниот председател Јосип Брз Тито, ја представуваше Југославија, односно Македонија, кога се поставија фундаментите на светската организација Обединетите нации, каде не оспорува дали сме Македонија или потоа ни дадоа едно грдно име, за кој понатаму ние ќе збориме некоја друга емисија, да не наречат БЈРМ и на крајот се случи тоа срамно, незаборавено, кој никој ще се опростува. А тоа е дека секој злодело, секоја измама, предавство, одродничко однесување не застарува. Да не бидам толку нападен и толку суров на почетокот на оваа емисија, кој ќе биде, вереков, дел од вашето секојдневно живење, битисување, ќе не има во дневна доза од понеделник до четврток, а петок исто така да очекувам во Night Light Show или вечерва со Слободан Томич, кај ќе имаме една дебатна емисија со актуелни лица и миња. Уште само ово, молам. Рековме дека ќе збориме за вистината. Рековме дека човекот кој ги постави фундаментите заедно со нас околу него, владиката Петар, за вистината, тргнете се од стереотипите и секои стигми. Дајте Македонија да изградиме не само проформа, во вистинска смисла на зборот. Дајте Македонија да ослободиме од криминалци. Дајте Македонија да ослободиме од родници, од предавници. Звучи грдо, но вистинито. Има место за сите нас, ако наистина побараме прошка. Човечки да грешиш, уште по човечки да бараш прошка. Не би сакал да проповедам, само бе замолил да бидете со нас во наредните минути. Подготвив една вистински колаж на еминентни имиња кои заслужуваат внимание. Моите почитувани соговорници не очекуваат, а мој почитуван тим, кој се една голема екипа тука, како што видовте, прекрасна програма,
ви нудиме. Веќе ќе поканат имиња кои ќе бидат интересни на нашето прашање. Дали Македонија е држава или територија апропо независноста што одбележуваме сите, а тоа е 32 години од нашето постоење како држава. По джинглот јас ја молам режијата и се враќам во студиото кога ќе го имам првиот соговорник. Останете со нас. Гласот на народ. Дан Томич. Гледајте ме. Да, рековме дека имаме интересни соговорници. Јас се надам дека веќе го имаме првиот соговорник. Режијата ќе ја замолам да ми даде сигнал, односно да го вклучи првиот соговорник, со тоа што би го започнале денешното издание апропо независноста на Република Македонија. Темата е секојаш интересна, секоја ја поставам на вистиното. Реков, независноста на Македонија и патот незин до евроинтеграциите, но сепак, а во контекст на сето тоа, прашањето е логично. Ова се што ни се случува во изминатите години и све што гледаме наведува, како што у темата наведено, Македонија, држава или територија. Режија, дали го имам првиот соговорник? Ало? Да. Добро вечер, министре. Михајло Маневски. Добро вечер. Михајло Маневски, Да. поранешен министер за правда, еден од фундаментите на вистинските борци за правда и независноста на Македонија. Еве, чест и задоволство ми е со вас да ја започнам емисијата Гласот на народот. Еве, прашањето е директно апропо независноста, а под прашањето што е круцијално, е тоа дали Македонија е држава или територија? Повелете. Благодарам, господине Томич, благодарам што ме поканивте во квечерието на најсветлиот празник на Македонија. Тоа е денот на самостојноста и независноста. Им го честитам на сите граѓани, нека е вечен и вековит. Поставивте клучно прашање околу тоа што е Македонија. Така. Македонија е држава на македонскиот народ и на сите граѓани што живеат во неа. Македонија не е територија, Македонија е елемент кој што е длабоко вграден во срцата на македонскиот народ, кај да тој да се наоѓа. Дали македонскиот народ во Република Македонија или македонскиот народ кој што живее во диаспората. Така што мислам дека сосема се очигледни настојувањата со кои се соочуваме во последниве неколку месеци или 2-3 години, каде што се прават жестоки напори да се Македонија прикаже како некој составен дел на некаква друга, на некаков друг ентитет, со негирање на самостојност, независност, со негирање на јазик, на култура, на традиција и така натаму. Мислам дека од Македонија можат да учат многу народи во светот. Многу народи во светот виделе многу добробит од Македонија. Македонија е лука на писменоста и лука на културата. Македонија ги даде светите браќа Кирил и Методий, свети Климент и свети Наум. Македонија го описмени голем дел од светската, од европската популација, во Моравија, во Русија, во други држави, во други земји. Вие знаете дека Руската федерација основано го прикажува дека писменоста во Русија дошла од Македонија. Нека го негира ова кој сака и како сака. Меѓутоа, тоа што е длабоко врежано во срцата на секој еден македонски граѓанин. Никој со ништо не може да го избрише. Евентуално може само да се извалка, да ја валкаат иначе чест. Меѓутоа, Македонија гордо ќе чекори напред во нови успеси, во нови предизвици со кои се соочува. За жал, денеска ние се соочуваме со многу предизвици, со една огромна количина на една негативна енергија, која што влијае врз развојот на општеството, која што влијае врз развојот на животот и работата на граѓаните на Република Македонија, каде што има многу темни точки, не се гледаат неколку светли точки, затоа што на чело на Република Македонија се наоѓа една влада која што ги руши основните темели на еден достоинствен и демократски живот во Република Македонија со грубо
uzurpiranje na osnovните демократски права. Вие гледате само што се случува во последниве неколку недели или во последниве неколку месеци. Каде и да пипнете, каде и да фатите, наоѓате на одредена црнила. Дали е тоа во областа на образованието, ученици без учебници со години, јас сум од тие генерации каде што прво оделение почнав во некаде од 46 година, па и тогаш се трудеа да го испечатат барем оној златен, би рекол, буквар кој што го има в првиот во раце македонски буквар. Значи, каде и да пипнете, и да фатите, земете ги сега, да кажам, во областа на здравството, на економијата, на финансиите, на капиталните инвестиции. Со што ние денеска да се попалиме? И затоа македонскиот народ е гневен на оваа власт и во оваа власт треба што поврго да замине. Затоа што оваа власт ги руши темелите на македонската држава, ги руши темелите на живење на македонскиот народ. И мислам дека она што мора да се предвиде, час поскоро оваа влада да оди во заборав, а кривците за овие состојби што денеска ги имаме во државата треба да бидат земени на казнена одговорност и сите да одат таму каде што им е местото. А таму е местото им е во Идризово на многу од тие кои што направија големи зла за оваа држава и за овај народ. Само најкратко Земете вие сега само да ви кажа оваа онкологија, па грозоморно е да се спомене што се прави, како може да се случи денес. Значи 32 години утре, нели, ке се прави, ние сме држава 85-6 години. Така што мислам дека мораме ние работите реално, имаме ние потенцијал да се справиме со овие сега кои што на оваков начин со едно грубо насилие сакаат да владеат со македонскиот народ. Сакам само нешто тука најкратко со оглед на временската рамка. Вие сте министер за правда бевте, не у секој случај. За кривичниот закон создаден е голем земјотрес кај севкупната јавност, интелектуална потенција. Како го коментирате се тоа, амнестија на криминалот? Па, мислам дека ова е тектонски потрес од највисок степен, ако можам така да се изразам. Ова за неполни 24 часа да се донесе кривичен законик, кој што предвидува нови казнени дела и нови инкриминации во кривичниот закон, каде што се намалуваат казни, особено за кривичните дела со кои што треба да се спречува корупцијата. А ние се залагаме за борба против корупцијата. Каква борба против корупцијата кога се бришат и се намалуваат санкциите и за злоупотреба на службената положба, за сворничко здружение и така натаму. Ова што се случи вчера, јас сум 63 години правник. Сум бил 10 години министер за правда. Сум бил 27 години јавен обвинител. Ова ни на сон човек не можел да го помисли, а камо ли да биде сведок на ова што се случува. Мислам, ова е срам, огромен срам, а еве сега читам и гледам, слушам на вести и народски председател, во наводници е за мене председател, ќе го подпишел законот. Па тоа е срамота да се става на кривичен законник европско знаменце. Колку пати укажува Европската унија на злоупотреба на европското знаменце. Колку пати е укажано на тоа дека најмалку што може да се замисли е кривичен законник да се донесе без ниту една расправа, без расправа во судовите, во обвинителствата, во судскиот совет, советот на јавни обвинители, во адвокатурата, во Сдруженијата за заштита на демократските права на граѓаните и така натаму. Вие знаете што се уредува со кривичниот законник? Со кривичниот законник се уредува кривични дела со кои се инкриминираат одредени незаконити однесувања и за нив се предвидени санкции. Меѓутоа, кривичниот законник пред се значи ограничување на определени права и слободи за одредени сторени кривични дела. Не може да се донесе кривични законник без расправа на научната и стручната јавност. Да се донесе, така да кажем, ова е утума. Ова е типичен збор кој што треба да се употреби за ова што е направено вчера е утума. Ова е голем удар на правниот систем. Гледате какво е доверието во судството 3%.
Какво е доверието во обителството, не знам колку посто, 1 или 2%, на крај крајшта тоа не е доверие, него е тоа недоверие. И со вакви поставки, со вакви однесувања, ни тоа ните може да се поправи, нити оваа власт е кадар на тоа да го поправи. Овдека владее криминал и корупција во оваа држава. Најголем извор на корупцијата е владата на Република Македонија. И ако владата на Република Македонија диктира криминал од огромни размери, со поднесување на вакви шверцерски закони, тогаш ние ништо добро не можеме да очекуваме од оваа влада и оваа влада час поскоро треба да замине. Затоа што веќе не може да се издржи, гледате колкав е револтот и колкав е гневот на граѓаните. Гледате ги оние луѓе кои што и исконски, кои што излажуваат своји емоции околу она ги изгубиле најблиските, затоа што некој таму сакал да ги краде лековите, да ги продава за пари, а да им става обичен физиолошки раствор на тешко болните, на болните засетени со тешка болест. Тоа е срам и голема клетва, би рекол, на она што треба, што може да го задеси еден човек кој што ќе попне да дигне рака, да го му одземе макар и 1 саат од животот на еден граѓанин кој што има право да се лекува и кој што за тоа одвојува средства од својот труд. Да, ја ви благодарам. Значи беше чест што со вас го отвори проектот Гласот на народот. И официјално ја вас ви благодарам и ви посакувам многу успех во овата сезона на вашата емисија. Благодарам, ви очекувам во студио во најскоро време. Пријатна вечер, тоа беше господинот Михајло Мановски, долгогодишен министер за правда. Еви ги офати најсушествените работи и режијата молам да одиме со вториот гости. Почитувани отворени се и вам телефоните. Ова е гласот на народот кој вам ви припаѓа. Но ние ќе имаме многу дружење, многу коментари, многу дебати, многу разговори, многу содржини кои сакам вие да ги артикулирате, вие да ги изнесете. И навистина повикувам, ве молам, нема политички партии. За мене една партија тоа е Македонија. Излезете, ве молам од, простете на зборот, од трлата, така ќе речам. Така збори народот. Политичка партија мора да биде само сервис на граѓаните. Само еден простор во кој ги слушат барањата на народот. Режија, дали имам втор соговорник? Јас, доколку режијата ми даде сигнал, веднаш ќе го вклучам, затоа велам, тргните ја стигмата, тргните таа омраза меѓу вас. Вие сте вработени во куќата Македонија. Работодавец е Македонија. Сите политичари се вработени, кои скачат на конкурс, да се избори. Околку не работат добро, добиват отказ. Тоа се на избори. Затоа ве молам, со еден збор, бидете возрастни, бидејќи вашата обврска е да го слушнете гласот на народот. И обврските ваши да слугувате на народот. Еден министер, француски, значи, добро, сигнал од режијата, мислам дека дали ќе може да го добиеме соговорникот? Да. Веќе го имам вториот соговорник, значи почитувани барав представници од диаспората. Нашата диаспора, како што милуваат нашите експерти да кажуваат, веќе не сака да помислува на Македонија. Некои не сака да помислат да се отуѓат. Го имам мојот соговорник, тоа е Нестор Огинар, професор Нестор Огинар од Њујорк. Добро вечер и добро дојдовте, господин Огинар, во Гласот на народот. Ми причинило посебно задоволство да видам дел од овој настан, иако за минути или два. Затоа што Гласот на народот отсекогаш бил гласот на сите нас македонците, каде и да сме распрскани низ светот. А посебно за нас, кои што живееме надвор од границите на оваа држава. И тој глас отсекогаш веќе 23 години не врзува нас со заеднички теми, не тера да делиме заедничката тага и болка за се што ни се случува. И еве сега, случајно или не, пред утрешниот настан, која треба да се одбележува независноста на Македонија, можам да речам со горчина, дека имам многу двусмислени чувства околу тоа, дека не сме независни, дека не сме држава, за жал, меѓутоа дека сите заедно имаме морална обврска
да направиме нешто за да можеме да ја мениме целата ова држава и целиот систем, за да овозможиме на оние кои што побегнаа од Македонија оправдано, да се вратат назад и да градиме едно ново општество за Македонија како за македонците. Господин Огинар, јас сакав да ве замолам апропо македонците, милувате кога ќе речете во прогон или не се диаспора, или со оглед дека е составен дел на државата на матицата. Без македонците надвор од државата, Македонија е празна. Како го коментирате се тоа што ни се случува во изминатиот простор временски, каде што сме ставени меѓу чеканото и на колоната, дека по секоја цена мора да дојдат да се случат уставни измени? А многу е долга и длабока и тешка таа тема, меѓутоа ќе речам едно нешто. Ниту уставни измени, ниту било какви измени не смеат да се случат и не треба да се случат. Ако ме прашате мене, нашиот устав одамна е изменет, уште од самото негово сознавање, 91 година, досега имало многу измени. Меѓутоа, ова што сега се случува, јас мислам дека е само една најобична политичка игра, за да се задоволат апетитите на Бугарија, која што потоа го приложува она што го правеше досега и Грција, а што после тоа ќе го прави и Албанија и косоварите од Косово, затоа што ние по полека го губиме нашиот примат како држава на македонците, како народ кој што е основа положник на оваа наша Македонија, на оваа наша последно парче земја што ја остана. И во тој однос и во тој смисол јас пак ќе речам, ние мораме да направиме се што можеме да им овозможиме на оние кои што отишле во погонот, да се вратат што побрзо. Ние бараме безусловно давање на пасоши на нас македонците, на државјанство наши. А ние како македонци нема никој да го припатиме новиот пасош и новите лични документи под Северна Македонија. Бидејќи таа држава ние не ја признаваме, за нас таа држава е нелегална, нелегитимна, правена за жал насила. И се уште приложува тоа насилство врз нацистскиот државотворен народ на македонците. Трето прашање што би сакал да ви поставам, со оглед знам дека имате доста активности, како представник на диаспората во Македонија сте дојдени и само не да ми одзема многу од времето, само во контекст на се тоа. Разговарав со ваши пријатели, вашите сограѓани во Њујорк, апострофираат една разочараност за околу представникот на Македонија во Њујорк, тоа е поранешниот министер за внатрешни работи и надворешни работи и гласноговорник, новинарска забелешка на Џорџ Сорос, тоа е Фршковски, кој едноставно покажува една голема индоленција и никаква заинтересираност со вас, диаспорат, македонците, да во спостави линк. Дали е точно? Дали господинот Фрчковски има комуникација со вас? Дали се гледате со господин Фрчковски? Дали воопшто ве посетил? Ниту се гледаме, ниту сме се гледале, ниту пак сакаме да се видиме. Јас само ќе ви речем едно нешто. Јас таа личност што име за не би сакал ниту да ги изговорам. Ја избркав од Македонија, односно од Њујорк, 96 година кога дојде како министер за надворешни работи со тогашниот претседател Киро Глигоров. Тој за нас е персона нон грата и нека не ве лажат владините милиони. Фрчковски апсолутно нема направено никаков контакт и да имал, јас сум сигурен дека не постои црквена општина, дека не постои македонска колонија во Њујорк, во Њу Џорџи и наоколу, која што него би го примела, а ако го примат, верувајте ми, дека ќе би избркан наклоци. Затоа што тој тоа го заслужува. Господин Нестор Огинар, ви благодарам многу што бевте мој втор соговорник во оваа прва емисија на Гласот на народ на вистинската телевизија Вистел. Ве очекувам блиски дни во студиото исто така на оваа телевизија. Благодарам уште еднаш. И јас само ќе речам дека гласот на македонскиот народ не може никој да го сопре и дека вие заедно со сите нас ќе продолжиме оваа борба да ја оспособиме Македонија како држава на македонскиот народ. Нашата држава историски ни припаѓа нам и никому другому. За многу години и се најубаво. Ви благодарам за честа што ми ја дадовте да овие неколку минути. Благодарам што бевте со нас. Пријатно. Почитувани, тоа беше Нестор Огинар, еден од доста активните македонци во диаспората. Со оглед дека нам ни требаат македонците во диаспората околу нашата ситуација. Да подсетам дека овој месец државата Мичиген
донесе и ќе донесе резолуција, се надам дека веќе треба да се објави, за и околу македонската култура, независност, што е многу силно за нас, како аргумент за подсетување, дека нашите пријатели, американците, Соединените американски држави, докажа дека Македонија е составен дел на нивното битесување, имајќи и факт дека има преку 500.000 македонци кои партиципираат во општественот, политичкиот, економскиот живот во Америка. Замислите, тоа го докажа и 2016 кога во една прилика режа дали можам третиот соговорник да го имам, затоа можам да дадам еден мал коментар. Верувате или не дека господинот Доналд Трамп, и јас не велам дека и господинот Бајден нема поддршка, и има поддршка од нас македонците и Македонија, но ние самите треба да бидеме вистински мостови, да воспоставиме линк. Мораме да правиме, да бидеме ловци на пријатели. Не сите дека не мразат, ние треба да се покажеме како вистински пријатели и да ги доловиме тие пријатели во вистинска смисла на зборот. Режија, дали го имам наредниот соговорник? Имајќи факт дека сведок сум на многу настани, верувате или не, во овие 32 години, независна Македонија, или 23 години како што ја возам оваа емисија Гласот на народот, преку 3500 емисии, имав можност да се сретнам со поранешни функционери на Светската организација, меѓународната заедница, кои, верували или не, на почетокот беа ултра, да речам, напаѓајќи кон Македонија и се тоа, но ние дојдовме во ситуација да тие луѓе се трансформира. Ја видов суштината на Македонија и битисувањето, и затоа се промакедонски настроени. Тука е Робин Унил, тука е Харалд Кочи, многу една лепеза. Режија, дали имаме соговорник на линија? Јас се надам дека, со оглед дека можете и да ги ставите и телефоните, доколку како ќе оди динамиката. Ова е прва емисија, сигурен сум дека ќе допре до вас, допира преку нашите информативни емисии, преку нашите најави, затоа што велам дека Форумот Гласот на народот навистина е водилка на информативните интерактивни трибини. Трибини кои со 02262 4858, тоа се нашите телефони кои ви ги остапуваме вам да се јавете со вашиот глас. Дали можеме да пауза? Можеме се на кратка пауза и се враќаме во студиото. Прва жива емисија, се надам дека ќе најдам на разбирање, но како и да е. Одиме со кратка пауза и се враќаме во студиото. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. По повод 32 години од независноста на Македонија, под слоганот Гласник на слободата, во касарната Илинден денес ќе се изврши почасна артилериска стрелба со која ќе се стрелаат 10 плутони од 6 артилериски орудија. Бесплатни културни настани, слободни влезови во музеите и галериите. Министерството за култура се приклучи во централната прослава. Ќе бидат отворени за посета со бесплатен влез повеќе културни установи, музеи, галерии, археолошки локалитети. Струја по поевтина тарифа од 1 декември, но само ако ви е сетирано броилот, се ќе биде подготвено за воведување ефтина дневна тарифа на електричната енергија, а до крајот на декември сите достапни броила ќе бидат сетирани и сите граѓани кои сакаат да имаат ефтина дневна тарифа од 1 декември ќе мора да им дозволат пристап на службите на ЕВН. Ако броилото не е достапно, тогаш тоа ќе биде сетирано нареден месец. Соларен сајм за обновливи извори на енергија од 15 до 17 септември во Скопје во организација на Македонската соларна асоциација. Ке се одржи соларен сајм на кој ќе учествуваат повеќе од 20 на компании. Посетителите ќе имаат можност да ги погледнат најновите технологии од соларниот сектор. Целта на сајмот е да се намали влијанието на климатските промени преку примената на обновливи извори енергија. Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата денеска побара од председателот на државата Стево Пендаровски да го искористи уставното за гарантирано право на вито
и да не го подпише указот за прогласување на измените на кривичниот законник. Според нив со намалување на казните ќе застарат многу случаи, како Титаник, Таргет, Тврдина, ТНТ, Титаник 2, Трезор, Талир, Шпански скали и Траекторија. Ќе се урни со довербата дека борбата против корупцијата е можна и ќе ги демотивира граѓаните да пријавуваат корупција. Поранешниот директор на ЈСП Игор Јанушев осуден на условна казна од 2 години затвор и ќе издржи ако во рок од 5 години стори друго кривично дело. Јанушев и екс-министерот за транспортни врски Милијана Киевски беа обединети за набавка на кинески двокатни автобуси во 2010 година за делото злоупотреба на службена положба и овластување. Обвинетите професори Бобек Шуклев и Славе Ристовски од Економскиот факултет осудени на 4 години затвор затоа што барале пари и интимни односи од студентките за оценки, а демонстраторот Драган Денковски осуден со условна казна од 2 години со што посредувал. И професорите и демонстраторот добија забрана за вршење дејност во рок од 5 години. Спречена нелегална трговија на 4 тона апчиња и гел за орална употреба за потенција во вредност од 41,7 милиони денари, ризични по здравјето на граѓаните, односно лек кој не е регистриран во регистарот на лекови. Фирмата која внела стоката во државава немала важечко решение за вршење промет на големо со лекови. Кина го создаде првиот акцелератор за лекување рак со јонска терапија. Кинеската академија на науките го разви првиот медицински акцелератор за лекување од ракот со така наречена тешка јонска терапија. Помалку зрачење на здравствените клетки. Периодот на лекување е пократок и терапијата може поделотворно да ги контролира клетките на ракот. Руското знаме нема да се вее на ниту еден момент за време на предстојните Олимписки игри во Париз идното лето, увери францускиот претседател Емануел Макрон. Тој додаде дека учеството на спортистите од таа земја е прашање за кое може да одлучува само Меѓународниот олимписки комитет. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани, повторно сме во студиото на телевизија Вистел. Како што кажав, нашата тема е 32-иот роден ден на независна Македонија, или подтема, а за мене главна тема, дали сме држава или сме територија. На линија треба да имам господјата Дафина Стојановска, пратеник во Собранието на Република Македонија, Македонскиот парламент на Република Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Дали се слушаме, госпоѓа Дафна? Режија, мислам дека треба да имаме госпоѓа Дафна. Јас ве слушам. Се слушаме? Јас ве слушам, да. Добро вечер и добро дојдовте во првото издание на Гласот на народот. Еве, задоволство ми што имам прва дама во вечерашната емисија и се надам дека ќе бидете и гости во некои од моите наредни емисии во студиото на ова прекрасна телевизија која говори само за вистината. Да, ви благодарам за поканата и честитам еве за ова премиерно издание. Се надевам дека и вие како и Република Македонија ќе славите децениски јубилеј и на телевизијата и на вашата емисија. Амин. Темата рековме дека 32-иот роден ден на независна Македонија, многу дочекавме со големи контроверзии. Тоа е кривичниот закон и натаму притисоците за и околу уставните промени и суштествено тоа што се вели по секоја цена дека утре ќе влеземе во Европската Унија, само да се случи тоа што треба да се случи или како што велат познавачите, дали ќе не снајде нивице, односно Преспа 2. Еве, ве почитувам како еден солиден пратеник, да бидам искрен, ги покани вашите соговорници од другата страна, од таборите. Отворени се портите, отворени се телефоните и чест ќе ми биде да ми изненадат во вечерашната емисија. Повелете. Па да, навистина е малку контроверзно прашањето, сепак утре славиме 32 години од оној би рекла, од оној референдум, историски референдум, нели, за самостојноста и независноста на Република Македонија, но 32 години потоа, навистина може би е и
неконтроверзно, туку соодветно прашањето докаде стасавме. Македонија се уште е за мене држава, единствена моја држава, Република Македонија, но за жал ја водат луѓе кои што апсолутно не ја чувствуваат така и кои што доколку продолжат да ја водат, се помалку ќе биде независна и самостојна. Мислам дека е среќа што деновите им се одбројани, така да се надевам дека следниот 33-ти роден ден на независна Македонија ќе го славиме и во буквалната смисла на овие зборови кои што ги кажувам. Затоа што навистина е претерано, е доволно од овие понижувања и од овие криминалци на власт. Да бидам искрен, како представник на Гласот на народот, го слушам и нивното ехо, кои без куртуазност ја оценуваат вашата артикулација, секојаш дека реагирате во вистинска смисла на зборот и вистинско време. Спротивставувајќи се на, да бидам искрен, на арогантност на првиот човек на собранието, не случајно го велам, бидејќи и него од ова место го поканувам да дојде во овој народен парламент и да се соочи со народот. Како ја дефинирате, како лекар, ве прашам, диагнозата на Македонија во која се наѓа сега? Па, еве да бидеме на линија со актуелниве случувања на Македонија, мислам дека и народот веќе неколку денови ја нарекува како цела Македонија да ни е онкологија. За жал. Еве повторно во пресрет на 8 септември, затоа што да не заборавиме, пред 2 години на 8 септември ни се случи една огромна несреќа, токму заради ова небрежна, алчна власт, која што размислувајќи само за својот профит, нели, поради нејзината негрижа, 14 луѓе болни од ковид живи низ изгореа во Тетовската модуларна болница. 2 години потоа немаме никаква разрешница, виновен е кабелот, за да те видовте како вчера кукавички со брзина на молња на гром, мислам дека направи едни измени на кривичниот законник, за кој што јас предупредив уште на отворањето на седмицата, јавноста да следи која комисија најбрзо ќе се свика и да знае, да е свесна која е намерата на власта, бидејќи оваа точка ја протна во 5 до 12, кога и од веб страницата на собранието беше избришана таа последна 125 седница, ја протнаа точката, повторно без информации на јавност, на експерти, вклучување на опозиција како и досега се разбира никако, и за да гледате откако се заврши работата, повторно сите прсти бидат перени во ВМРО ДПМН. Вчера и председателот Мицковски гостуваше на една национална телевизија, каде што кажа ако се работело за било каков договор со овие нечестници, тогаш немаше потреба од вакво криумчарско носење на закон и истиот немаше да биде со злоупотреба на европско знаме, ќе се одеше по редовна постапка и барем ќе се јавеше еден дискутант да го одбрани овој криминален закон. ВМРО ДПМН не се пазари со криминалци. Нашите луѓе повеќе од 6 години, би рекла можеби и 8 од Пржинскиот договор, се изложени на една голгота од оваа реваншистичка власт, така да за 6 месеци да склучуваме вакви нечестни дилови, ниту имаме намера, ниту тоа сме го направиле. Тоа јавноста треба да е свесна и да биде сигурна во ВМРО ДПМН. Токму затоа само наши пратеници го искритикуваа овој закон и ние гласавме против. Ми дава за право една дигресија да направам, со оглед дека навистина во колумните тоа повеќе пати го акцентирам. Членот 352 е многу симптоматичен и навистина безобразен член како правник, така ќе го си дозволам да го искоментирам, бидејќи ми пречи злоупотребено на службена должност, треба да има казнени одредби. И правам една паралела. Сега Достоевски да воскреснеше, во секој смисол на зборот, тоа ќе биде моето финале. Вели злосторство и казна. Злосторство гледаме секој ден, но казни немаме. Единствена земја во светот кај што немаме казни. 352 со носењето на закон, се сеќавате за криминалната приватизација, се донесе лек специјалис. И тоа што се случи стана од голтари стана мултимилионери, тајковни кои има преку милиарди во светски банки. Конечно, завршувам со ова. Што се случува со новиот кривичен закон? Слушам и председател, ќе му даде амин.
Па јас мислам и дека, не знам дали воопшто оваа држава има председател. Тоа е една безгласна буква кој што не сме ништо да се спротивстави, иако е правник и професор по право чинам, апсолутно како да немаме председател на државата. Кажав, оваа држава е претворена во онкологија, за жал, и мислам дека и не случајно го погодија терминот за да се пласне реакцијата кај народот на темата онкологија и да заборави, ако е можно, на Бехтел и ЕНКА, да заборават на БЕСА, да не се зборува за ребаланс, само да се зборува за тема која што ним им одговара, но сето ова ќе им се удри врз глава многу скоро. Многу скоро, затоа што тие беа луѓето кои што пред 6 години по улиците дивееја со паролите нема правда и нема мир. 6 години има држава да водат, го ведоа само хаос и криминал. Никој ова нема да им го заборави, а најмалку македонскиот народ. Докторка, јас се завршам тука со оглед дека пред да почне емисијата гледав прекрасна вест, кинезите направиле акселератор за лекување на канцерот, овдека ние болните од канцер им даваме физиолошки раствор. Но еве само за крај би ве замолил, како го гледате се тоа? Дали ќе смените нешто? Дали ќе подобрите статусот на болните од канцер со оглед дека има доста пациенти кои немаат средства ниту да прават прегледи што со апаратури кои ги нема Македонија, а изложени се да заминат Бугарија, Грција, а тоа чини, а Фондот за здравство не ги исполнува, исто така и таблети кои се преку 3-4 илјади евра за еден месец. Страшно е сето ова, не да го осудувам, него немам и полош збор со поголеми размери за осуда, но сепак не би сакала цела здравствена фела да ја ставам во овој кош, затоа што се надевам дека таму не сите доктори и медицински персонал вака се однесувале, но ова е за огромна осуда и во Македонија немаме само болни од рак, ги заборавија болните од цистична фиброза, што е со инсулинот, што е со останатите болни, и да не заборавиме на тоа дека Ден Дончев и Ден Денес не е осудена, дека пред месец дена оставка си поднесе директорот на Фондот за здравствено осигурување. Уште колку криминали само имаме заскриени, кои што за жал ќе го чекаат ВМРО, ДПМН да дојде на власт па да се разоткријат. Да. Ама не се работи само да се разоткрие криминалот, туку да има разрешница, да има одговорен кој што ќе одговара. Тоа е она што македонскиот народ го очекува, за да се покрене вербата во институциите и да нема вмешаност на партија кога се работи за институција за правосудство. Имаме доверба на ниво на статистичка грешка во правосудството. Што повеќе треба да се каже за оваа власт? Само што побрзо да си замине. Тоа е спасот за сите нас. А после реформи од темели, затоа што буквално Македонија ја гледам како да е разрушена до темели. Јас согласувам со вас. Докторка Дафина Стојановска, ви благодарам многу што бевте соговорник во ова издание на Гласот на народот во предвечерието на одбележувањето на Денот на независност. Жалам што не можеме да збориме нешто убаво спротив утрешниот голем празник, но тоа е тоа. Ве очекувам наскоро во некој од моите емисии. Благодарам уште еднаш, ви посакувам успех и како и да е, нека е честит празникот на Република Македонија и на сите македонци. Амин. За многу години. Поздрав, тоа беше доктор Дафина Стојановска, пратеник на ВМРО ДПМН. Почитувани, верувате, и завршвам ише со тоа дека јас ги поканувам. Јас ги поканив и сега ги поканувам. Сакам крај да се стави, почитувани гледачи, почитувани пратеници, од која да е политичка партија. Ќе ми дадете за право еден собственик, дали имам нареден соговорник, ги нарекуваше партиите као гранапчиња, секоја част на исклучици. Немојте да ја доживувате вашата политичка партија во гранапче, да создадете капитални инвестиции, тешки милиони евра, само за своји лични бедни интереси, заборавајќи го народот. Рече, дали имам народен соговорник, сакам малку историјата. Историјата не е фундамент. Историјата е столбот на Македонија. Историјата е вистината за Македонија. За жал, нашите политиканти, историчарите и науката е изфрлаа надвор. Михајло Миновски, професор доктор Михајло Миновски, голем мој пријател и на Гласот на народот, вечерва е со нас. Добро вечер и добро дојдовте, професоре. Добро вечер, Слободане. Поздрав до тебе и до сите соработници во студиото. Да, режијата ќе замолам само потенциометар ма се окрене. Професорот е малку настинат и јас го замолив
да учествува, бидејќи навистина беше голема мојата молба, сака вечерот да биде дел од гласот на народот. Професоре, рекол дека политиката никако да инкорпорира науката во своите круцијални моменти и редови, за да се справуваме со небулозите што ни ги сервираат кујните на големите центри на моќ. Вела дека сме ние вештачка творба, Титова творба или новокомпонирана држава. Еве, спроти утрешниот ден на независноста, само 20 секунди, прамена дигресија, која бев во Њујорк кај Нимиц и вели, трети беше јули, 4 јули требаше да бидам исто во Њујорк и вели, Слободане, дали ќе бидеш некаде за 4 јули? Да, ќе бидам, викам, за жал, нема да биде како мојата Македонија, каде што од 199 нации, колку што се во светската организација, 225 живеат во Америка. Новинарска забелешка. Знаете на што мислам. Сите застануваат мирно пред знамето на Америка. Сите застануваат мирно пред химната на Македонија, дај Боже на Македонија, што не е така, на Америка. Како вие го толкувате сето ова? Дали сме држава или територија, професор? Тога е малку едно посложено и подолгорочно прашање. Прво се работи што се односи за ова последното прашање. Македонија е држава и ќе биде држава. Тоа го покажа и докаже во изминатите децении на самостојност и како независна држава Македонија. А што се однесува пак до прашањето како другите се однесуваат код нас како македонска држава, тоа е веќе проблем кој што не е сегашен. Ние со соседите и со политичарите, не само од Балканот, туку од соседите кои од Европа, имаме историски, така да речеме, проблеми во однос на политиката што се водеше спрема Македонија. А меѓутоа, со создавањето на самостојна и независна држава, работите радикално се променија. Македонија веќе не може да биде предмет на подкусурување, уште помалку предмет на оспорување, затоа што таа има свој идентитет, свој континуитет и се разбира и своја сувереност. Прашањето не е проблемот како се однесуваат другите. Прашањето е како македонските државни раководство, или скратено кажано македонско државно раководство се однесуваше во целиот овој период од прогласувањето на независноста до сега. Клучен проблем и главно прашање беше што ние кога прогласуваме независноста се најдовме, мислам, нашите политичари и државници затекнати од процесите што се случија во Европа. А кога беше известно дека Југословенската федерација се распаѓа и дека сите држави согласно уставите, своите устави како федерални држави и уставот на Југословенската федерација има легитимно и уставно загарантирано право на мирно самостојување, односно прогласување државна независност. Македонија, односно македонскиот народ, тоа го искористи, го употреби своето право на 8 септември 1991 година, кога на референдумот плебисцитарно се изјасни за независна суверена држава Македонија. Уште поважно е што со уставот беа потврдени сувереноста, територијалниот интегритет и унитарноста на држава. Трајно се определи иднината на Република Македонија како суверена независна држава. Се оствари идеалот на генерации македонски револуционери кои ги дадоа своите животи за ослободување самостојна и независна држава Македонија. Постигање од посебно историско значење, што обврзува соодветно да се одбележува не само овие, туку и сите идни генерации. Соседните држави, како што и ти напомена, од познати нивни причини не ја прифатија новата реалност настаната со појавувањето на меѓународната политичка сцена
независна Македонија, независна држава Македонија. Постигање што се разбира дека тоа го почувствува како загрозување на нивните интереси со оглед на онаа историските рецидиви што ги имаме. Тие не ја прифатија таа реалност и се разбира дека македонското државно раководство беше ставено на испитот на историскиот момент да се справи со сите тие предизвици. Но се покажа немоќно да ги брани, да ги одбрани националните и државни интереси. Така во 93-та, во почетокот, државното раководство, за да се признае државната независност, прифати за меѓународна употреба понижувачко име поранешна Југословенска република Македонија. Под тоа име Република Македонија беше примена и во Обединетите нации. Со тоа пред надворешниот фактор се делегитимира македонскиот карактер на Република Македонија и националниот македонскиот народ. Требаше време за да може тие работи се разбира да се доведат во ред. Поради неотпорноста на македонското државно раководство на надворешните барања и притисоци, мешањето во внатрешните работи на Република Македонија стана правило во политиката на соседните држави и на така наречениот меѓународен фактор. Континуираната политичка криза поради немањето државничко лидерство кулминираше за време на двете последни влади на Република Македонија со драматични случувања, со долгорочно погубни последици за македонската држава, македонскиот народ и за македонската нација. Да. Владата под председателство на Зоран Заев, со договорот за пријателство и добрососедство и соработка со Република Бугарија, од 1. август 1917 година, прифати заедничко и историско минато со бугарскиот народ и се обврза на заедничко чествување на македонските историски настани и личности. Со договорот со Република Грција, отпишан на 17. јуни 2018 година, прифати дека приморскиот дел на Македонија биле грчки, античкото минато на Македонија било само грчко, за да го промени уставното име Република Македонија. Од позиција на сила, против волјата на мнозинството на македонскиот народ и на сите граѓани, изразена на референдумот од 30 септември 2018 година, го измени уставот на државата. Од уставот го отстрани името Република Македонија и воведе Република Северна Македонија. Да. При сето тоа, владата на Зоран Заев се обврза, а актуелната влада под председателство на Димитар Ковачевски спроведува менување на македонската историја. Да. При тоа се игнорира се она што е создадено од македонската историска наука, од научните работници во националните научни институции, од универзитетските професори и академици во изминатите безмалку 8 децении македонска државност. А ако дозволите по овој повод, како порака за пратениците, сметам за потребно да подсетам на делот од говорот на председателот на Демократска Автономска Република Македонија, Методи Антонов Ченто, на отворањето на третото заседание за историската одговорност на делегатите кои ја презеле одговорноста да ја водат македонската држава. Се вели сите свесно, објективно и пожртвовано да се стават во услуга на народот и државата, служејќи за доброто на нашиот народ, во наводници, ние служиме за доброто на нашата држава, да се оди напред во прогресот. Сето тоа да се оствари за вечни времења. Исто така, и ние велиме дека Македонија како самостојна и независна држава
и ќе остане за вечни времиња. Амин. Професоре, прекрасно ни одговоривте на овие прашања. Ви благодарам многу што бевте дел од гласот на народот. Токму сакав да ви дадам простор. Благодарам Оти историчарите се нашите вистински аргументи, нашите вистински кариатиди столбови, врз кои почива суштественоста и вистината за Македонија. И вас ве очекувам во некој од моите наредни мисии, имаме зашто да говориме. Така, вистината е дека, да додадам, дека македонската историска наука совесно се одложи на својот народ. И се она што е проблематизирано, за тоа има одговори и решенија. Меѓутоа, што беше проблем? Проблемот кај политичарите, кај државното раководство, што игнорира она што беше постигнато од македонската наука, стремејќи се да создаде од Република Македонија нова Република Македонија, која би била после 1944 според концептот што го нудат или што го барат надворешни заинтересирани фактори. Но тоа се разбира, македонскиот народ поминат ни многу премежиња. Ќе го поминеме и ова, ќе го поминеме и ова. Благодарам многу за многу години празникот утрешен, 32-иот роден ден на независна Македонија. Имам уште двајца соговорници и ветам дека ќе бидеме многу кратки со оглед дека емисијата е доста навистина збиена, но и суштествена е, и тересна е, историска е. Но, почитувани гледачи, сакам да најдеме разбирање. Ние ќе ги имаме тие двајца соговорници кои исто така представуваат авторитет и нивните заложби се големи за Македонија во сите историски временски рамки, но вас исто така ве очекувам во понеделник, во терминот наш посветен за и околу гласот на народот или Народниот парламент во 17:15, ќе ви имам вас како главни стожери и главните протагонисти на овој единствен интерактивен форум или да речем клучна демократијата. Режија, дали го имам предпоследниот соговорник за вечерва, со оглед дека ми треба да слушнам и кој е нивниот став и од политички, но и од научно и истражувачки аспект, што значи ова што нам ни се наметнува или присила, да речам, дека треба да станеме членка на Европска Унија, дали со криминал, дали со криминални активности, дали со или со реформи, или со ни треба само патерици, како да дојдеме до фондови за своји лични бедни интереси и џепови, а народот да го заборавиме, или пак треба да видиме држава која со достоинство, како што реков на почетокот, држава која е главен стожер од дефинирање на светската организација. Тодор Петров треба да го имам. Добро вечер, Тодоре. Ало, добро вечер, јас сум Петров. Дали се слушаме? Се надам тука, веќе режијата веќе воспостави линк, но кај да е нека секунда веќе воспоставаме линк. Петров? Да, се слушаме. Да, се слушаме на линија. Добро вечер и на тебе. Добро вечер. Те молам, да, прашањето е ми јасно. Како председател Светскиот македонски конгрес, ние го имавме господин Нестор Рогинар, представник на диаспората, но сепак ти си еден гласноговорник на сите македонци во светот преку Светскиот македонски конгрес. Прашањето на сите вам би го поставив со иста цел да го одбележиме утрешниот роден ден, но под прашање дали сме држава или територија. Македонија е држава со територија, се разбира. Меѓутоа, желбите на соседите, вековните аспирации се Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја. На почеток сакам да упатам честитки за работата на телевизија Вистел. Благодарам на поканата за учество во емисијата и се разбира честитки за 8 септември, денот на независноста на државата Македонија, до сите македонци по род и државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината. Би сакал да подсетам зашто го одбележуваме 8 септември. Затоа што кај многумина бледне сеќавањето
и забораваат на одлуката на македонскиот народ, на граѓаните на државата Македонија на 8 септември 1991 година. Имено на 8 септември 1991 година речиси 4/5 од купниот број запишани избирачи, македонци по род и државјанство, гласа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок. Исто така, да подсетам и на одлуката на референдумот од 30 септември 2018 година, кога речиси 2/3 од купниот број запишани избирачи, македонци по род и државјанство, не гласа за членство во Европската унија и НАТО алијансата и го отфрлија договорот Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Токму поради овие одлуки на референдум, знаејќи дека суверенитетот произлегува од граѓаните, е неделив, непренослив, ними припаѓа, а власта остваруваат преку представници во институциите на власта и по пат на референдум. Токму заради тоа и заклучокот дека обидот Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја е содржан во двата договори кои што ова марионетска влада ги потпиша. Имено договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година и спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година. Овие меѓународни договори се во спротивност со домашното право и со меѓународното право. Ништо в нив се според Виенската конвенција за договорно право од 23 мај 1969 година, затоа што со билатерален договор не може да се суспендира меѓународното право. Во случајов со билатерален договор не може да се промени името на државата, ниту да се суспендира веќе апсолвираното неотуѓено, неотстапно и неприкосновено право, универзално право на самоопределување и самоидентификација на македонскиот народ за држава Македонија. Токму поради тоа, во очи на утрешниот ден на независноста, за да ги пресретнеме и ги демистифицираме сите обиди за демонтажа на државноста од држава во територија без македонски народ и историја, барањата на македонците по род и државјанство од сите делови на Македонија во целиот свет, итно и безусловно еднострано раскинување на договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година и итно и безусловно еднострано раскинување на спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година, истовремено со продолжување на членството во Обединетите нации под единственото историско државно генеричко име кој се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Истовремено бараме итно и безусловно еднострано распуштање на меѓувладините македонско-бугарска и македонско-грчка меѓувладина комисија за ревизија на македонската историја. Македонците во светот и во татковината отфрлаат нова политичка историја на Македонија и на македонскиот народ, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика помеѓу балканските метрополи. Затоа, уште еднаш, честитки за работата на
телевизија Вистел. Благодарност за поканата и нека ни е честит и вековит денот на независноста на државата Македонија 8 септември. Амин. Благодарам многу Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Почитувани, додовме до крајот на ова прво издание, пак ќе речем историско за мене и за општо и за демократијата, кој ќе речем бидејќи не можете да ја сокриете вистината. Никогаш. Колку да ја игнорирате, таа исплива. Ќе дознаете само една енигма ќе ви остава. Во наредните емисии ќе дознаете кој политичар 1998 година заминал во една голема држава во Европа и подпишал договор дека Македонија нема да биде држава, туку ќе биде и територија. Бев фрапиран, изненаден. Но нека биде една енигма, ќе го имам соговорникот наскоро, а до тогаш јас ви посакувам пријатна вечер. Ве поканувам утре вечер, ексклузивно издание со мојата втора емисија, со Слободан Томич, така сега Night Light Show. Амбасадорот Зоран Дабич ќе биде мој соговорник и верувам дека ќе го задржи вашето внимание во 21:15 на ова место, на оваа фреквенција. За многу години утрешниот 32 роден ден на нашата единствена Македонија. И вам, македонци, и породи и државјанство, да сте ми живи и здрави и каде да сте во светот, од моје име, од името на мојата цела екипа и од името на собственикот на оваа телевизија, го честитате му шенешка празникот на независноста 8 септември. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.